Куќа или стан, која опција е подобра за живење? На оваа прашање анкетираните за Имнет телевизија велат дека не постои некој конкретен или точен одговор. Одлуката најчесто се заснова на многу различни фактори, па на крајот на краиштата е прашање и на личен вкус на секој граѓанин. Додаваат дека помладите многу почесто се одлучуваат да живеат во стан, а за повозрасните подобро би било да живеат во куќа, затоа што има многу повеќе предности. У куќа, за мене у куќа е подобро. Се имаш, повише простори имаш. Двор, чистење баји, простори имаш, секакви баји. Куќата е, за мене предност за младите е стан. У куќа? У стано е тесно. Двор има цвеќиња ќе си насадеше, у стано ништо. Само од ќаш на ќаш. Многу убаво у куќа да имаш, ама ако немаш па и ништо не бива. Мислам дека у куќа поубаво со дворче, со цвеќиња природно, супер. Според статистики заклучено е дека понудата на станови е многу поголема и генерално за нив е поголема побарувачката. Понудата ја намалува цената на становите бидејќи секогаш се бараат функционални и не премногу големи станови. Многу често не одбираат да купуваат куќи затоа што треба да се реновираат, а за тоа се потребни многу пари, а новите куќи најчесто се многу големи, а со тоа и скапи. Според податоците на Државниот завод за статистика во 2023 година, индивидуални сопственици извршиле градежни работи. Во текот на иста година се градени вкупно 2020 објекти и завршене вкупно 2331 стан со вкупна површина од 299.224 метри квадратни, од кои 67 се станови во викенд куќи со вкупна површина од 7196 метри квадратни. Просечната корисна површина на завршените станови е 128,4 метри квадратни. По региони најмногу се градеше во Полушкиот, потоа во Скопскиот и југозападниот регион.